Боледување заради одмор, патување или работа на друго место се дел од можните злоупотреби, поради кои се отвара дебата за промени во системот. Министерот Сашо Клековски вели дека правилата за боледување не се променети 14 години, па Министерството за здравство почнува средби со сите засегнати страни, за да се најде модел кој ќе ги заштити правата на пациентите, но истовремено ќе овозможи и подобра контрола. На денешната средба биле презентирани искуства од Србија и Словенија. Србија има воведено електронско боледување со дигитализирани податоци достапни и за пациентите и за работодавачите, додека Словенија вовела правила за движење за време на боледување и можност за контрола преку анонимни електронски пријави. Во случај на утврдени злоупотреби, словенечкиот модел предвидува и враќање на исплатениот надоместок од страна на работодавачот или фондот. Токму дигитализацијата, подобрата размена на податоци и поефикасните контроли се дел од решенијата кои според Клековски ќе се разгледуваат и за македонскиот систем. Ми беше интересно дека словенците ги виде листите работи, дека луѓе земат боледување за да работат на друго место. Што го докажуваат со приходи од друго место, дека земат боледување за додатен одмор, кога не им го дава работодавачот и затоа вовеле анонимни пријави да може да се користат и слики од Инстаграм за да се докаже дека некој не е болен, а се представува како болен. Анализите покажуваат и раст на бројот на боледувања. Според податоците од системот Мој термин, во 2025 година имало над 300.000 кратки боледувања, што е за 33% повеќе во однос на периодот по ковид пандемијата. Иако бројот на корисници на боледување се зголемил за само 6%, просечниот број на боледувања по осигуреник пораснал од 1,8 на 2,3, а најчести причини се респираторни инфекции на горните дишни патишта, како и воспаленија на дигестивниот тракт. Паралелно, според Клековски, растат и средствата што се исплаќаат за долгите боледувања. Од Министерството велат дека токму овие податоци се дополнителен сигнал дека системот треба да се преиспита, а работните средби ќе продолжат и во наредниот период.